Доктор Билјана, колку е важна примарната здравствена заштита за едно здраво население, имајќи во предвид дека секоја болест, па и секоја превенција тргнува токму од ординациите на матичните доктори? Видете, постојат неколку принципи кои што се важни и на кои што се базира примарната здравствена заштита, а тоа се достапност, промоција на здравје, поставување на почетна дијагноза, адекватна проценка за потреба од специјалистичка дејност и најважно од се, процесот не завршува тука. Значи, кога еден пациент има некаков проблем и треба да се упати на некоја специјалистичка дејност, матичниот лекар повторно е тој кој што ги води и го менаџира целиот процес и текот на едно заболување и нормално адекватна проценка прави дали текот на тоа хронично заболување има екзацербација, дали има потреба повторно да се коригира нешто во неговото менаџирање. Така тоа кажува дека навистина примарна здравствена заштита има огромна важност. Така, ќе зборуваме за нешто што е пракса во развиените западноевропски земји, но тука кај нас во Македонија за жал многу малку се применува. Тоа е здравствена заштита во домот на пациентите, нешто што на вистина може би им е многу важно на некои луѓе кои што не можат да дојдат до ординациите на матичните доктори. Оваа услуга ја применуваат многу малку лекари во нашата земја. За жал на држава од 2 милиони жители овие лекари се бројат на прсти. Вашата ординација е една од тие што нуди ваква услуга Твој доктор дома. Ќе може да ни кажете малку повеќе за оваа услуга? Што значи Твој доктор дома? Сите сакаме и заслужуваме да сме третирани како поединци. Сите сакаме да сме дел од целина, а во исто време пак да имаме и посебно внимание. Твој доктор дома е високо персонализирана услуга, односно сервис за пациентот кој што е дизајниран за решавање на здравствените потреби во рамките на домот на пациентот и тоа во услови кога другите здравствени услуги не се достапни или евентуално ургентноста на проблемот не е за итна медицинска помош. Понекогаш, потребата од Твој доктор дома е од клучно значење именно за да се направи адекватна проценка дали пациентот треба да се обрати до ургентна или дали има потреба од ургентна или итна медицинска помош. Сега, тоа е услуга која што е индивидуално адаптирана, навремена, комфорна и не смееме да забораваме дека не ја заменува итната медицинска помош нити семејниот лекар. Така, кои пациенти по која индикација може да го повикаат тимот на Твој доктор дома во нивниот дом и за каква медицинска нега, еве да кажам, за каква услуга? Секоја здравствена индикација или симптом кој го загрижува пациентот во моменти кога здравствените услуги не се достапни, најчести причини заради кои ги добиваме повиците се практично акутни симптоми на некоја нова настаната здравствена состојба или влошување на некоја хронична ситуација која што бара ургентност и внимание, но тие не се живото загрозувачки. Можам да ви набројам конкретни најчести примери за што сме повикувани: акутни респираторни инфекции, инфекции на уринарен тракт, гастроентероколити, астма. Сега сите овие состојби во еден момент може да станат живото загрозувачки, доколку некој реши да ја побара услугата Твој доктор дома, практично тимот на Твој доктор дома може адекватно да процени дали може да се санира таа ситуација или евентуално има потреба да се обрати пациентот на повисоко ниво. Она што е најбитно, всушност предноста е во интерес на пациентот да се лекува на самото место и во удобството на својот дом. И за крај, во однос на ова прашање, сакам да кажам дека оваа здравствена услуга што ја одбележува и представува личен печат и препознатливост на ординација Халтмед е достапна за сите граѓани на територија на град Скопје. Исто така за луѓе кои што имаат и немаат здравствено осигурување, и сите граѓани, односно сите кои што се државјани на Република Македонија и нормално и не се државјани на Република Македонија. Како општествена одговорна компанија, на вашата Facebook страница ќе најавите дека вашиот роден ден, односно роденденот на ординацијата, ќе го прославите со една акција на бесплатни превентивни прегледи. Кажете ни кога, каде ќе се одржат овие бесплатни превентивни прегледи, бидејќи секако сигурна сум дека нашите гледачи, дека сите граѓани кои што се заинтересирани да ја искористат оваа можност, ќе сакаат да слушнат каде точно, кога, во кој период ќе врши бесплатни прегледи, па можеби да си го проверат своето здравје.
Во периодот од 5 до 10 септември на улица Цветан Димов, пред трговски центар Чаирчанка, ќе се изврши мерење на крвен притисок и шеќер. Мерењето на крвниот притисок ќе се извршува во периодот од 5 до 8 септември и тоа во попладневните часови од 18 часот до 21. А мерењето на шеќер во крв ќе се извршува на 9 и 10 септември, бидејќи нема логика да се извршува мерење на шеќер во крв во попладневните часови и тоа од 9 до 11 часот. Целта на организацијата на настанот е да се подигне свеста на населението за сопственото здравје, како и да се предизвика проактивност за рано откривање на висок крвен притисок и покачен шеќер во крв. Исто така, Халкмет има отворени и во тек на месец септември по повод нашиот роден ден, денови кога сите граѓани на Скопје може да се обратат и да се информираат за услугите кои ги нудиме. Бидејќи дел од нашите редовни гледачи се од повозрасната популација, сигурна сум дека тие веќе многу добро ги знаат опасностите од оние болести кои докторите ги нарекуваат тивки убици, сега ги споменавте пред малку, тоа се хипертензијата и диабетесот, но ајде еве за помладата популација да им објасниме колку е важно навремено да се открие и да се третира високиот крвен притисок и покачениот шеќер во крвта. Она што е важно да се знае дека покачените вредности на крвен притисок и шеќер во крвта се развиваат заради комбинација од повеќе фактори. Односно, ова е хетерогена медицинска состојба и според причината за развој е поделена на примарна и есенцијална хипертензија. Сака и младите луѓе најбитно е да знаат дека практично влијанието на начинот на кој што го практикуваат своето секојдневие, на начинот, стилот на живот има многу голема улога. Меѓутоа, заради начинот на кој што настанува, тоа е поделена на примарна и секундарна. Значи, кога се прават редовни мерења и се детектира дека некој има покачени вредности на крвен притисок, тогаш треба да се открие причината, дали е примарна или секундарна. Примарна е најчесто заради генетски фактори или пак старење, тогаш тука нема што многу да се стори, освен да се коригира животниот стил. Меѓутоа, кога е секундарна, тоа се случува најчесто заради некакви лекови или ако причината е заради некакво заболување на бубрези и така натаму. Кога генетските предиспозиции се комбинирани со нездравите животни навики, како што се пушење, нездрава исхрана, алкохол, дебелина, намалена физичка активност, тогаш опасноста е многу поголема. Она кое јас и моите колеги го практикуваме кога кај некој помлад пациент се случи неколкократно да бидат измерени високи вредности на крвен притисок е пред се идентификација на причината, корекцијата на животниот стил и редовното мерење, односно скринингот. Имено тоа е целта. Од кога ќе се види дали има некоја причина, тогаш таа се, ако постои, се отстранува, ако е есенцијална хипертензија, тогаш веќе се, освен корекцијата на животниот стил, се пристапува и кон фармакотерапија. Така и за крај, во следните 3 дена, почнувајќи од утре, ваши колеги, матични лекари, најавија штрајк во работата поради незадоволство од актуелната состојба во примарното здравство. Еве како лекар, вие, како би ги оцениле условите во кои функционира примарното здравство кај нас? Ако кажеме дека младите се иднината, ајде да почнеме од иднината. Ако еден млад лекар отвори ординација која добива средства од ФЗО во одреден период, треба да почне да функционира и за да почне да функционира, тогаш тој се соочува со предизвици. Првиот предизвик е дека временскиот период во кој ги добива тие средства е краток, а вториот предизвик е дека реалните трошоци на ординација во однос на средства кои ги одобрува фондот се многу поголеми. Тие се континуирани од сам старт на отварање на ординација во тек на цело постоење на едно ПЗУ. Се треба да има загарантиран минимален приход за медицинскиот тим, кој не смее да биде помало од 1500 евра и тоа само по основ на медицинска сестра и лекар. Значи мора да има некакви загарантирани примања. Тука има и трет момент, каде што сметам дека состојбата е уште поригидна, значи постојат колеги кои што со години ја практикуваат дејноста и не земаат никакви субвенции, да кажеме, по тој основ на отварање на ординација и започнуваат да биваат исплатени само по капитација. Кога, например, почнува од нула, се исплаќа капитација
по цена на капитационен блок, а трошоците за ординацијата и во едниот и во другиот случај се континуирани и траат. Кога сме веќе тука, колегите кои се во здруженијата, бидејќи во текот на следните денови нели е најавен ваков настан, кога сме кај оваа тема, јас верувам дека колегите кои што се во здруженијата многу добро знаат зошто бараат покачување на капитациониот бод и сметам дека од нив многу пошироко ќе биде разгледано и продискутирано ова прашање, а соодветните институции и министерот ќе имаат слух за овие проблеми.